Повеќе теренска работа на социјалните работници за да се спречи насилство од родителите врз децата, бара граѓанскиот сектор во Македонија. Во првата детска амбасада Медјаши, која е гласен поборник за правата на најмладите, сметаат дека надлежните владини служби многу бавно реагираат за ваквите случаи. Извршниот директор Драги Змијанац за BBC вели: Зборот одговорност на многу државни институции кои се заветиле со ратификација на Конвенцијата за правата на децата и ја превземале одговорноста во најдобар интерес да се грижа за заштита на децата, не секогаш во пракса се спроведува. Не секогаш постапуваат по најдобар интерес на детето и не секогаш се на терен. Значи, тие најчесто го земаат родителското право кога ќе се случи најтрагичното, најлошото. Дека невладиниот сектор може да помогне во случаите на насилство врз децата, покажува и работата на СОС телефонот на првата детска амбасада. За 16 години од функционирањето регистрирале над 17.000 повици. Психологот Ангелина Чалаковска објаснува како изгледа јавување на дете кое има проблем. Драматично, често пати и со плачење, со многу краток разговор се случува да се спушти слушалката, треба долг период да се собере храброст и да се соочи со проблемот. Доколку јавувачот се охрабри да го открие својот идентитет, за случајот се алармираат социјалните работници, велат во СОС службата на Медјаши. Состојбата со насилството врз децата ја следи и народниот правобранител. Оттаму со години укажуваат дека надлежните државни служби не ја вршат добро работата. Работката со центрите за социјална работа може да се каже дека не е на високо ниво и дека тие се недоволно екипирани и недоволно ја вршат превентивната активност, која што според народниот правобранител е клучна во разоткривањето и во спречувањето на случаите на семено насилство. Вели за BBC Уранија Пировска, портпарол на народниот правобранител. Директорот на меѓуопштинскиот центар за социјални работи во Скопје, Крсте Маљановски, вака одговара на прозивките. Ние реагираме на сите известувања. Ние не можеме, не од субјективни причини, Центар за социјална работа ние не смееме и немаме надлежност да влегуваме во секое семејство, туку ги дослушуваме, ги реализираме изјавите, известувањата, како од соодветни институции, така и од поединци. Се обидуваме на секој начин да реагираме во границите на законските можности и надлежности. Вели Маљановски, дебатата за насилството врз децата се вжешти по последниот случај кога мајка до смрт го претепа собствениот 7-годишен син. Граѓанските здруженија критикуваа дека затаиле социјалните работници. Ресорното министерство најави казни за виновниците. Постапката е во тек. Каков и да биде исходот, се чини дека е задоцнет, зашто во случајов семејното насилство заврши со смртни последици. За BBC од Скопје, Душкарсовски.